Почитувани дами и господа, почитуван председателе на Република Северна Македонија, почитуван председателе на парламентот, почитувани членови на владата, подпредседатели, министри, овде присутни, градоначалник на Скопје, почитуван драг пријателе Рамуш Харединај, кој сте вечерва со нас, почитуван градоначалник досегашен на Газибаба, почитувани представници, драги пријатели, менеджмент на Истгейт, ваши екселенции, амбасадори, почитувани присутни, драги гости. Скопје доби нов, најголем, современ трговски центар Истгейт Мол. Упатувам честитки на сите, на изведувачите, на градежните компании, вработените во Истгейт, како и на менеджментот за успешната и навремена реализација на оваа огромна инвестиција. Како што најавијах кога во март годинава бевме тука, така и остварија. Оваа есен добивме трговски центар од новата генерација, кој го представува светот на едно место. Со овој проект Скопје, нашата земја и сите ние добиваме многу. Ке доаѓаат домашни посетители, илјадници туристи од регионот и пошироко, и тука на едно место ке најдат многу реномирани брендови. Она што е значајно за домашната економија е дека ќе се вработат и над 2500 наши граѓани. За навремената реализација на овој грандиозен мол посветено работија и наши домашни градежни компании. Поточно, 90% од компаниите кои работеа се домашни и целиот мол го завршија во рекорден рок. Јас им честитам и ми причинува големо задоволство да ги видам овие резултати. Почитувани, креиравме поволен деловен амбиент за сериозни вложувања со добро платени работни места. Сето тоа е препознаено и не случајно и во услови на пандемија се реализираат крупни капитални проекти, како овој во износ од 103 милиони евра. Денес Северна Македонија е земја со предвидлива бизнис клима, НАТО членка, а тоа значи и сигурност на инвестициите. Сите одлуки кои ги носиме имаат за цел да создадат фер пазарни услови, подобра конкурентност и развој на приватниот сектор. Таквата поддршка за приватните иницијативи и инвестиции значи нови вработувања, работа по стандарди за развој на економијата и подобар животен стандард. Гордо ќе кажам дека сите заедно со добри намери градиме успешни приказни. Ние сме една од ретките земји во која во услови на пандемија се случуваат инвестиции, расте просечната нето плата, се намалува невработеност, се зголемуваат стапките на раст на бруто домашниот продукт, го намалуваме јавниот долг и што е најважно, се планира на долг рок за овој севкупен позитивен тренд да продолжи и да расте. Сето тоа го реализиравме со задоволство, посветеност и со поддршка на сите вас, на меѓународните институции, на партнерите, на деловната заедница. Честитки и за општина Газибаба и досегашниот градоначалник Борче Георгиевски и градот Скопје и градоначалникот Петре Шилегов. Сакам да им се заблагодарам на сите граѓани и инвеститори кои веруваат во политиките на владата. Работата и делата секогаш победуваат и не може да се побијат. Уште еднаш упатувам честитки на менеджментот и сите инволвирани во реализацијата на оваа прекрасна инвестиција, која носи нови работни места, светски дух во главниот град, имидж за Северна Македонија, а тоа се заедно пак значи економски напредок. Успеси и спроведување на плановите им посакувам на менеджментот, на вработените пријатна работна атмосфера, а во владата секогаш се отворени вратите за сите добри препораки и за нови инвестиции. Почитувани членови на топ менеджментот на Истгейт, ви стоиме на располагање за сите ваши следни намери. Нека е со среќа, посакувам успех и задоволство од работата. Благодарам.